Ево уште еднаш поздрав од мене, со вас е Никола Бујуклиев. Во минатото видео говоревме за Skype Premium и за новиот систем на видеокомуникација и за тоа дека е можно да се заработат пари со препорака на новиот систем на своји познати и пријатели. Но ајде на почеток да споредиме пошто се разликува новиот продукт за мобилна и неограничено видеокомуникација V5 или V5 креиран од лидерот за видео стриминг компанијата iWowV од платната верзија на Skype Premium. Згодно е да се направи споредба во табели, да почнеме со споредбата на цената и ќе завршиме со споредбата на можностите за заработка. Користењето на Skype Premium чини 8 евра, односно $10,5 месечно, V5 кошта $9,95 месечно. Може да се каже дека цената е подеднаква. Бројот на учесници во Skype се кажува дека е можна комуникација до 10 луѓе истовремено во режим на колективен видеоповик, но исто така се препорачува дека е најдобро и реално да не бидат повеќе од 5 учесници и тоа во услови на добар интернет, иако сите учесници имаат доволно современи компјутери. V5 гарантира до 5 учесници во комуникацијата, дури и со мобилен интернет, па дури и тогаш кога интернетот нема најдобар квалитет. Продолжуваме сега со групната видеокомуникација. Во Skype е можно да се комуницира до 100 часови во месецот. При тоа, во денот не повеќе од 10 часови и еден видеоповик не може да биде подолг од 4 часа. Се добива дека кога вие го користите Skype Premium за некој бизнис или спроведувате некакви консултации или коучинг, при тоа треба да се придржувате во овие рамки. Со продуктот V5 немате никакви ограничувања. Вие можете да го користите 744 часа во месецот, дури и не исклучувајќи го овој систем. Во денот имате 24 часа за користење и еден видеоповик може да трае месец или повеќе. Додатни можности. Например, бела табла и цртање. Користејќи го V5, вие можете за време на разговорот да пишувате на бела табла и да цртате и сите ваши соговорници тоа ќе го видат. Исто така и другите учесници можат да пишуваат и цртаат на белата табла. Тоа е многу згодна можност ако спроведувате некакви обуки или слично. Друга можност со V5 е прикажувањето на видеа. Вие можете да прикажувате видео на сите своји учесници, исто така можете да покажувате документи Word, Excel и да прикажувате презентации во PowerPoint. Исто така постои можност да овие фајлови да се симнуваат, односно да се направи даунлоуд за време на разговорот. Со Skype Premium вакви можности немате. Да видиме сега условите за користење. Skype Premium кога се користи, мора да биде инсталиран програм на компјутерот. Тоа е всушност програма која се вгнездува во вашиот компјутер и при тоа практично Skype поставува сервер на вашиот компјутер и тој го користи вашиот компјутер во својство на сервер како би можеле останатите учесници низ него да комуницираат. Тоа значи дека кога вам ви е вклучен Skype, ви оди интернет сообраќај и ако вие плаќате посебно за интернет промет, односно сообраќај, тогаш тоа не е баш препорачливо за вас. Со V5 нема потреба од инсталација на програм, бидејќи тоа е браузеров систем. Можете да комуницирате преку било кој компјутер, лаптоп, таблет, смартфон, ваш или не ваш, сеедно. На вас ви е битно да го имате юзернеймот и лозинката. Во секој момент можете да влезете и да комуницирате. Битно е, нормално, само уредот да има видеокамера. Заштита од вируси. Skype, како што е напишено на нивниот сајт, не гарантира заштита од вируси, тројанци и други слични програми и не сноси никаква одговорност за последиците. Кај V5, бидејќи не е инсталиран програм, туку браузеров систем, тогаш во принцип не може да биде заразена со никакви вируси, тројанци и други слични програми. Читање на фајлови V5 дава можност
да зачувате фајлови како што се видео, презентации, документи, Word, Excel, фотографии и така натаму. Да ги пренесувате кај вашите соговорници. Истовремено ви дава можност да испраќате и видео пораки. И тоа, како видео пораки за време на самата комуникација, така и видео пораки кои се подготвени од порано. При тоа имате до 500 видео пораки во денот. Секоја видео порака содржи видео, многу убав темплейт, односно позадина и текст кој што ви е потребен. Исто така имате можност да направите видео страници, сајтови визитки, страници за subscribe, видео продадени страници. Секоја од овие страници содржи во себе видео, убава позадина и текст. Вакви можности во Skype Premium немате. Да видиме сега кој сообраќај е потребен. Ако во Skype комуницирате во режим на видео 1 на 1, односно вкупно двајца луѓе, тогаш тој потребува од 150 до 200 килобити во секунда на предавање и на прием. V5, ако комуницираат 1 на 3 особи, тоа е колективен видеоповик и тогаш употребува само 20 до 30 килобити на предавање и на прием. Затоа е можно да го користите и на обичен смартфон, понатаму на GPRS интернет, па дури може да се користи и на G3 и G4 интернетот. Техничките услови, како што е напишано на сајтот на Skype, е дека ви е потребен широк приклучок за интернет и со потребна брзина и процесор од 1 ГГц. Бидејќи, да повторам уште еднаш, преку Skype се завзема простор на вашиот процесор. Освен тоа, нешто што е посебно интересно за вас е тоа дека V5 има партнерска програма со две нивоа, односно вие ќе добиете $1 за вклучување на нов корисник секој месец и $1 кога тој корисник ќе вклучи друг нов корисник. Во Skype таков програм немате. Освен тоа, имате можност како V5 учесник да преминете на уште по-згоден и подоходовен партнерски програм iWowV и при тоа да ги зголемите своите приходи десетина пати. Освен тоа, како учесник на партнерската програма V5, добивате за секоја продажба на пакет премиум по $50, за секои 4 продажби во текот на еден календарски месец додатен бонус од уште $100, компанијата iWowV ви дава можност да направите апгрейд и да предете од партнерка V5 на партнерска програма премиум. Но, ако вклучите минимум 25 нови партнери со партнерската програма V5, тогаш овој апгрейд за вас ќе биде направен автоматски и бесплатно. Да позбориме сега и за можностите како можете да го применувате V5 во случаеви каде што не е можно да се користи Skype Premium. Системот V5 е неограничен. Според тоа, вам не ви е потребно да размислувате колку минути или колку часа во текот на денот ќе комуницирате. Кога еднаш ќе го вклучите, можете да го користите цел месец и не размислувајќи за никакви ограничувања. Еве пример за примената. Прво што ми паѓа на памет е вашите роднини, познаници, пријатели кои живеат во други градови или во земји. Вие можете да ги повикате до 4 од нив и сите да се гледате и слушате еден со друг. Например, кога вам ви е роден ден, го поставувате лаптопот на маса и вашите пријатели ќе бидат со вас во тој момент. Интересна е примената на V5 кај чувањето на деца. А ако, например, треба да излезете до продавница, а вашето дете спие, вие можете да го поставите лаптопот да го покажуваат вашето дете, а вие додека сте во продавница преку смартфон да гледате дали е се во ред. Ако, например, детето се разбуди и вознемири, тоа ќе се смири кога ќе ве види вас и ќе ве чуе на лаптопот и за тоа време вие можете да си тргнете дома. Бројни се примените на V5 и во деловни цели. Еве една многу интересна. Луѓето кои што даваат онлайн приватни часови на странски јазици, обично работат со еден ученик и имаат цена, например 15 или 20 евра по еден час. Вие можете да понудите по-поволна цена и така да бидете по-конкурентни, затоа што со V5 можете да работите во исто време со 4 ученика. Тоа е многу згодно и за вас и за вашите клиенти. Да се набројат сите можности на V5 на вистина е невозможно. Мислам дека е тоа сосема доволно за сега. Со тоа го завршувам ова видео. Во следното видео ќе ви покажам како со партнерската програма V5 можете да заработите за нов автомобил.
Моето име е Никола Бојуклиев, моите контакт податоци ги имате под ова видео или на мојот сајт netposlovi.com на страницата Контакт. Додајте ме на Facebook и на Twitter, чувствувајте се слободно да ме контактирате по пат на имейл. Ако тоа досега не сте го направиле, кликнете на копчето Subscribe и ќе добиете известување за секое ново видео од ова серија. До следната средба, најсрдечно ве поздравувам.